Gradonačalnik od Naberovo Dragina Džinski od Deneska je so nova krivična prijava. Ovoj pa ta se odnesuva na legalizacija na objekti na dve fizički lica, koji spored advokata od Žarko Stevanovski bile legalizirani sprotivno na zakonot. Za isto to delo osvojen gradonačalnik od se somničat i drugi lica. Денес против градоначалникот на општина Берово и против членовите на комисијата за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот при општина Берово и против други две лица е поднесена кривична пријава за постоење на основано сомнение дека пријавените го сториле кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 став 1 во врска со став 5 од КЗНРМ и кривичното дело bespravно градење од член 244а став 4 во врска со став 1 од КЗНРМ. Според Стевановски, комисијата и градоначалник од неја утврдиле фактичката состојба и овозможиле двете лица од Берово да стекнат право на собственост на имот, за кој постои документација од 1951 година дека е државен. Постои основано сомнение дека градоначалникот на општина Берово формирал комисија која врз основа на поднесено барање од две физички лица спротивно на законот за постапување со бесправно изградени објекти превземале дејствија, утврдувале фактичка состојба која е различна од фактичката состојба на лице место и врз основа на така изготвените акти градоначалникот донел решенија за легализација на бесправно изградените објекти кои и денес се собственост на двете физички лица. Иако во постапка во 2013 година пред Основното јавно обвинителство на Република Македонија е утврдено дека таквите две решенија за легализација се поништени. Во врска со оваа пријава побаравме одговори од градоначалникот на Берово на Дžinski. Решението за легализирање на диво изграден објект по жалбена постапка беше укажано дека треба да биде поништено и од наша страна тоа е поништено, но подоцна самите странки на поништеното решение поднесоа жалба исто кон управниот суд и управниот суд донесоа одлука предметот да биде повторно вратен на разгледување. Постапката е во тек. Подоцна кога требаше да се донесе имотен лист за истиот објект, констатиравме дека се работи за објект кој е во собственост на општина Берово и од тие причини мислам дека барателот за легализирање на објектот ќе биде одбиен. Инаку за еден месец ова е втора кривична пријава за градоначалникот на Džinski за злоупотреба на службената положба и овластување. Со првата тој се сомничи дека ги градел спротивно на законот мостот кај Митрашинци и градската капела.